Добро вечер, граѓани на Берово. Добро вечер, добри домакини кои со своето присуство овде на студот ги топлите нашите срца. Никој и ништо не може повеќе да ја спречи нашата заедничка желба за живот, која што извира од секој дел на Македонија, а ја гледаме вечерва и овде на овој препон плоштад, на овој студ, заедно желни за живот во Македонија. Доаѓам од Пехчево, бев и во Крушево и Прилеп, и во Кичево, Демир Хисар, и во Кавадарци, во Гостивар, и во Тетово, и Македонска Каменица, и во Делчево, цели месеци, цели денови поминав со вас, граѓаните, додека ги пишувавме проблемите и мерките за нивно решавање, и ви носам добра вест. Има одлучност, има надеж и има посветеност на секаде низ Македонија. Да си помогнеме себе си, да им помогнеме на нашите деца, да им помогнеме на Република Македонија. Од 11 декември почнува животот во нашата Македонија. За 10 дена, почитувани, ставаме крај на 10 годишниот режим и почнуваме заедно нов, убав живот во Македонија. Ова е планот за живот во Македонија. Еве го нашиот заеднички план. 5 точки од овој наш план ќе ви го сменат животот на добро. Точка 1. Ќе земате повисока плата. Гарантирам просечна плата до 30.000 денари, минимална до 16.000 денари за сите. Точка 2. Домашните фирми финансиски ќе ги поддржиме со 140 милиони евра. Така ќе се отворат нови работни места. Младите тука да работат. Точка 3. Ќе ги насочиме сите пари кај граѓаните. Еден пример. На секој од вас ќе враќаме по 15% од платениот данок од потрошувачките сметки. Тоа е плата плюс годишно во секое семејство. Точка 4. Институциите ќе работат само и исклучиво за граѓаните. Како? Еве уште еден пример. Ќе воведеме бесплатно болничко лекување за сите. Ничие здравје да не зависи од тоа дали има или нема пари. И точка 5. Ќе има правда. Секој кој крадел од вас, граѓаните, ви крадел од животот. Овој план е враќање на својот живот. Си го сакате својот живот. Си ги сакате децата во Македонија. Поддржете го овој план и во оваа држава ќе има живот. Живот за сите. Кога го правевме планот како да обезбедиме подобар живот за граѓаните, тргнавме од она што ви е потребно. Од она што ни е насушно потребно. Од заработувачката за живот. За да си обезбедиме и спокој и здравје, што сега секој ден ни е на конец. Просечна плата од 30.000 денари, 2 просечни плати во семејство на двајца возрастни, 60.000 денари, ќе го олеснат животот на граѓаните. Затоа силно ќе ги поддржиме домашните, микро, мали и средни предпријатија со 100% поголема државна помош од сега. Да можат дуќанчињата да станат дуќани, фирмичките фирми, сопствениците да се развиваат во предпријатија, да можат сопствениците да обезбедат просечна плата до 30.000 денари. Берово е работнички крај. Да знаете, ќе обезбедиме до крајот на мандатот минимална плата за сите до 16.000 денари. Затоа ќе им помогнеме на фирмите, да може да отварат нови работни места, да се намалува невработеноста и да даваат минимална плата. И ќе обезбедиме и просечната плата со директни пари кон домашните фирми. Набројав само мал дел од мерките, за да знаете сите, вака ќе обезбедиме живот. Добар живот овде, во Берово, овде во нашата родна земја, во Македонија. Ете, овој план го плаши нашиот политички противник. Овој план, бидејќи овој план обезбедува живот
за сите во Македонија. Нема веќе крадење животи на цели семејства. Ако досега се спроведеа 5 точки од овој план, ако досега беше обезбедена просечна плата од 30.000 денари, минимална плата од 16.000 денари, немаше Берово да биде испразнет град. Немаше младите да ни се заскитани по странски земји, туку ќе работеа овде, во Македонија. За да има просечна плата до 30.000 денари, за да има минимална плата од 16.000 денари, за да живее Спасе добро, за да живее Берово добро, за да живеат граѓаните на Македонија добро, за да има живот, подавам рака, носам живот, заедно сите можеме да го вратиме животот во Македонија. На 11 декември заокружете 4 и гласајте за живот во Македонија.